Владата на Република Македонија со донесувањето на антикризните мерки настојува да ги ублажи последиците од економската криза, која највеќе го погодува стопанството. Преку Агенцијата за вработување се промовираат повеќе проекти кои треба да придонесат за намалување на невработеноста. Центарот за вработување во Свети Николе ги повикува невработените и стопанските субјекти да се вклучат во реализацијата на програмите кои ќе придонесат за намалување на невработеноста. Агенцијата за вработување на Република Македонија веќе на терен ги спроведува антикризните мерки што ги промовираше владата на нашата држава. Досега претходните мерки беа насочени конкретно кон невработените лица. Овој пат овој проект е насочен кон правните лица, мали и микро средни предпријатија кои што партиципираат на општините Свети Николе и Лозово. Сите знаеме дека Македонската банка за обнова и развој додели големи средства за кредитирање на малите и средните подрачја на територијата на цела Македонија и се разбира во општина Свети Николе и Лозово. Овој проект е сличен како претходниот што беше кредитирање, само вработување со кредитирање, со тоа што сега кредитните средства се насочени кон веќе постоечките предпријатија кои што се од калиберот на мали и средни предпријатија. Кои се условите за да може да аплицира некоја фирма за оваа мерка? Условите се многу едноставни и целата мерка е многу популарна и мислам дека и ќе биде добра за правните лица. За што се работи? Се работи за доделување на 3000 евра во денарска противвредност по едно работно место или по едно вработување. Фирмата која што сака да ја користи оваа програма, за да ги земе овие средства е потребно да вработи едно лице, за 3000 евра, со можност да вработи највеќе 3 невработени лица и да земе кредит во износ до 9000 евра. Условите се стварно добри, во смисол на тоа што се работи за многу ниска каматна стапка, да не речеме ради реда, се работи за каматна стапка од само 1% на годишно ниво, не на месечно, него на годишно ниво. Исто така им се овозможува на правните лица користење на грејс период од цели 12 месеца. За да може да аплицираат овие фирми на нашата територија, треба да исполнат неколку услови. Првиот услов е, се разбира, да не го намалиле бројот на невработени лица у последните 6 месеца, да земат да вработат невработени лица од нашата евиденција, кои што се најмалку 3 месеца во Центарот за вработување. После одобрувањето на кредитот, пред одобрувањето на кредитот, они треба да поднесат до кај нас определени документи со тоа што ќе докажат дека се сериозни и конкурентни фирми на пазарот на трудот. Што треба да донесат фирмите? Треба да донесат потврда од Управата за јавни приходи со кој ќе докажат дека и се платени сите даноци и придонеси кон државата. Треба да приложат позитивна годишна сметка за 2011 година. Треба да донесат решение од регистрација, бидејќи услов е фирмата да била најмалку една година пред јавниот оглас регистрирана во Централниот регистар на Република Македонија. И се разбира, откако ќе се одобри кредит што го бара, дали 3, 6 или 9000 евра, тие треба да ги вработат лицата на неопределено работно време, со тоа што не смеат да ги напуштат лицата најмалку 36 месеца, за периодот додека трае кредитирањето, со тоа што и се дава можност, ако по било какви причини и престане работниот однос на некој од лицата земени по основ на оваа мерка, веднаш да ги заменат со други невработени лица. Сите огласот е излезен вчера на 11.7. и трае до крајот на месецот на 31.7.2012. Ги охрабрувам сите мали, микро и средни предпријатија на територијата на општина Свети Николе да дојдат во Центарот за вработување, да поднесат пријава и да потполнат апликација и се разбира да ги донесат сите овие документи што ги бара самата програма и се надевам дека на сите позитивно ќе им одговориме, за тоа сум сигурен, и да пробаме малку да го намалеме бројот на невработените на територијата на нашата општина и се разбира дека овие
средства кои што не се за занемарување, со стварно многу поволни услови ќе помогнат во оваа тешка финансиска криза во државата. Во текст се до 17.7. ќе бидат актуелни огласите за практиканство и обука за кај познат работодавец. Интересот кај невработените лица е голем, меѓутоа интересот кај работодавците не е многу голем, затоа ги охрабрувам да дојдат, да се пријават. Значи исто условите се добри, значи практиканството се работи за мерка за земање на практична работа во период од 3 месеци за невработени млади лица до 27 години без никакво работно искуство, за кој период ние ги плаќаме практикантите во износ од 5000 денари, а оврската за работодавците потоа барем 50% од лицата кои што се на практична работа кај нив да ги задржат на работа и да ги држат најмалку 12 месеца. Значи време траењето на работниот однос не е премногу голем образувачки за нив и затоа стварно остваривме контакти со 30-40 сите поголеми и помали фирми на територијата на Свети Никола и Лозово да дојдат да се пријават, исто така да си го решат проблемот на некои невработени лица, а и се разбира неколку месеца ќе бидат со самиот договор ослободени од плаќање на давачки спрема државата и се разбира ќе бидат заштитени пред сите инспекцијски органи кои што доаѓаат и ги проверуваат на лице место. Обуката е малку по друга мерка, значи тоа се работи за обука кај познат работодавач, кај што агенцијата ги стимулира работодавците за обучување на кадар стручен во нивните простори за период од 3 месеца, за кој период даваме по 4400 денари на невработените лица, со тоа што работодавецот мора да земе барем 10 лица на обука, од кој што е обврзан да задржи 50% и се разбира потоа да ги вработи на неопределено време и да ги држи на работа најмалку 12 месеца. ИПА програмата конечно завршува, мислам за оваа година остваривме добри резултати. Значи имаше програма практиканство преку ИПА програмата, каде што практично искуство обезбедија на територијата на општина Свети Никола 20 на млади лица. Исто така тука беше актуелна и ИПА програмата за странски јазици, компјутерска технологија, потоа комуникацијски вештини и предприемништво. За периодот од февруари до јуни и почетокот на јули, кога завршија овие мерки со диплома и сертификат за завршен одреден степен на дали јазици или компјутерски вештини, негде 220 невработени лица стекнаа сертификат, кој што е подржан и потпишан од страна на ИПА програмата и Европската унија. Со тоа што сертификатите се веќе готови, значи вчера најдне ги завршивме сите, ги повикувам ако не гледаат сите лица кои што учествуваа на оваа програма да дојдат во просториите на Центарот за вработување да си го подигнат заслужениот сертификат. Исто така може да напоменам дека имаше и други мерки од ИПА програмата, каде што десетина лица се обучија да и се стекнаа со диплома за завршено за квалификација аргон заверувач, има завршено болничар и медицински сестри. Исто така во Скопје има определен број на невработени лица кои што одеа на курсеви по информатика, кои што завршуваат или завршија обука за позначените и пософистицирани јазици од областа на информатиката, како што се МС, ИТБ, Basic и така натаму. Деновиве нашава земја е под влијание на високи температури. Според метеоролозите, денес се очекуваат највисоки температури на воздухот до 40 степен и највисок индекс на зрачење оваа година. Владата донесе препораки работниците кои работат на отворено да престојуваат до 11 часот предпладне и попладне после 17 часот. Ќе биде засилен инспекцијскиот надзор за неспроведување на мерките од страна на работодавачите. Лекарите препорачуваат граѓаните непотребно да не се изложуваат на сонце, да конзумираат повеќе течности, да користат климатизирани простории.
Денеска во попладневните часови се предвидува создавање услови за појава на пореен дожд, грмежи и засилен ветер. Осетно заладување од 10 степени се очекува идната недела од вторник.